Добар ден, драги гледачи, како и секогаш, вие сте со нас, а ние сме со вас. Црвена линија, како и денеска, ве очекуваме на телефонскиот број 02 307 6677, а Тина сега ќе ви открие зашто ќе збориме. Она што денес ќе ве прашуваме од Црвена линија, најнапред ќе ве потсетам, телефонскиот број останува ист 02 307 6677. Што сметате вие? Дали политичарите во Македонија пред да станат политичари требаат да полагаат тест? Нешто онака како што треба да полагаме кога треба да се здобиеме со возачка дозвола. Што мислите вие во однос на сево ова? Очекуваме да ни го откриете во денешното издание на Црвена линија. Секако не забораваме и да поставиме анкета за сите оние кои што љубат да гласаат со да и не. Да, а очекуваме и да ни одговорите на нашето анкетно прашање, кое денеска малце поразлично од обично што го поставуваме, но сепак ја ќе ве запознам со него. Одиме. Црвена линија, дали во Македонија треба да се полага тест за политичар како за возачка дозвола? Кој политичар нема да положи? Сега секако ние тука вака давме опција, нема денеска да не, туку вака ви оставаме на вас. Кој политичар нема да дозволи? Вие само едноставно кликате тука кај type something и само едноставно го пишувате политичарот кој вие мислите дека нема да положи. А ние секако во текот на емисијата ќе ги објавуваме вашите мислења, вашите одговори. А она што секако во продолжение ќе ве потсетиме е да го гледате вечерашното издание на Вин-Вин со Оливера Трајковска. А и ви зошто, ако Црвена линија прашува дали политичарите треба да полагаат тест пред да станат политичари, во Вин-Вин ќе гледате. Во парламентот сте виделе се, и бойкоти, и филибастеринг, и тепачки, и крв, и насилство. Опозицијата отпочна активна блокада за спас од национална катастрофа со намера да предизвика предвремени избори. Има ли мнозинството избор како да функционира законодавниот дом? Во Вин-Вин вечерва ќе дебатираат пратениците Дафина Стојановска од ВМРО-ДПМН и Диме Велковски од СДСМ. Ето зошто треба да гледате вечерва во 19 часот и 15 минути Вин-Вин со Оливера Трајковска. Во продолжение секако ве прашуваме што сметате вие. Дали политичарите во Македонија треба да полагаат некаков тест, можеби треба да положат некој предмет, еве може да напоменете и кои или да полагаат испити пред да станат политичари. Го вклучуваме првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Благој од Охрид се јавува, да. Ако може малку погласно. Благој од Охрид се јавува. Благој, голем поздрав до Охрид. Види вака, вие поставувате прашање дали треба да имат да се полагат, така? Така. Јас предлагам да се полагат, ама и лекарско да ваѓат. Лекарско да изгледат многу подобро и плюс граѓанска култура треба да имаат, да поседуваат. Ја би прво долго кажам. Добро. Лекарско, граѓанска култура и возачко, како за возачка дозвола, се ти работи што треба. Според вас еден политичар што се треба да поседува за да биде врвен политичар? Граѓанска култура. Само тоа. Култура и лекарско да покаже дека е кој што треба нормален и не осудуваме. И секако вашето јавување ќе го искористиме и да ни одговорите на анкетата. Така, со само едно име ве молам, кој политичар според вас нема да положи? Нема да положи, Само името. мислам, премиерот. Ви благодариме што се вклучивте во Црвена линија. А секако во продолжение, време е да го најавиме и нашиот денешен гостин во Црвена линија, кој што за кратко ќе го вклучиме, а тоа е господинот Предраг Арсовски, политички аналитичар. И ако веќе го имаме, велиме здраво и добар ден. Се надевам дека добро не слушате и драго ни е што прифативте да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Првото прашање е следно. Сметате ли дека политичарите во Македонија треба да полагаат тест за политичар? Некако што и сите полагаме, например, за оној тест за возачка дозвола. Не еден, повеќе тестови може би треба да полагаат. Чудно е како во Македонија за да возиш мотокултиватор ти требаат испити, прва помош, механика, знаење на сообраќајни правила, а за да бидеш пратеник или политичар кој може да прогласи војна не ти треба никаква дозвола.
Така што ако јас се прашувам, би требало да полагаат повеќе предмети и повеќе тестови за да можат да станат успешни политичари. Тео има многу интересно прашање, бидејќи е студент. Така. Исто и за мене се зага. Според вас, кои предмети политичарите задолжително треба да ги положат? Мислам дека секако треба да полагаат нешто што е поврзано со етика, морал и политички интегритет. Мислам дека секако треба да полагаат некакви основни познавања на правниот систем, општествени науки и така натаму. А јас би вклучил еден мал тест за психологија. Мислам дека нема да им биде на одмет на политичарите за еден психолошки интегритет, условно речено. Мислам дека треба да има некаков праг таму да за влез поопшто во политика. Е интересно дека понекогаш и самите избирачи имаат свои умилени политичари, но сето тоа е можеби паралелно со усложнувањето на политиката и светот. Сушност оценуваат и го избираат кандидатот и врз основа на она како го гледаат, како го доживуваат, дали е убав, дали е атрактивен, а секако тоа е површно. И ако некој делува здраво и атрактивно, и ако е во добра форма, тогаш гласачите можеби доволно е тоа да заокружат и да речат да му веруваме. Но дали политичарите во Македонија стануваат политичари ради својата атрактивност? Кај нас се следи ли овој тренд? Не само во Македонија, и во светот, политичарите често добиваат подобра шанса да бидат избрани ако се поатрактивни. Тоа се врзува со познатиот симптом дека за успешни политичари многу е важно и приватното и личноста на политичарот. Некои политички аналитичари би рекли дека личноста на политичарот нема врска со неговите политики, но не е така. Најголем дел од гласачите не може да се запознаат со сите можни политики на политичарот, ниту пак можат да предвидат во каква ситуација ќе се најде политичарот во текот на својот мандат. За нив изборот се сведува на тоа дали на овој човек или на оваа жена како на личност им верувам дека кога ќе дојде стани пани, ќе знаат да пресечат како што треба. А тоа е прашање на личноста. Затоа приватното, што вклучува да се во добро здравје, да изгледаат добро, да се средени, да имаат лично добар среден живот, интимата да им е средена, приватниот живот да им е среден, се валидни одлуки во изборот на политичари и стануваат се повалидни како што поминува времето. Така и сега нормално, секако ако вие сакате ни одговорите на нашето анкетно прашање, според вас, кој политичар нема да положи на така наречениот испит за политичар? Нормално ако сакате одговорите. Јас нема да си дозволам да издвојам еден што не би положил, мислам дека многу малку ќе поминат. Така. Ви благодариме што одвоивте од вашето време и ни одговоривте на прашањата во црвена линија. Останете, гледајте на докрај секако, ако сте расположени да го слушнете мислењето на гледачите кои што ги вклучуваме веднаш по вас. Убав ден секако, а сега на ред сте ви. Ајде да ве слушнеме што сметате вие, кои испити, кои предмети треба да ги положат политичарите за да станат врвни, одлични политичари, дали воопшто треба нешто да полагаат во Македонија за да бидат политичари кои што навистина ќе му донесат добро и среќа на народот. Така, пред да го приклучиме нашиот гледач, да се свртиме мал момент кон овој твит што го најдов од Александар од 2019, само да напоменам, за да возиш авион треба да имаш факултет. За да бидеш политичар и да водиш државата, може и без школа. Нешто опасно е што има демократијава. Така, а сега се враќаме на вас. Да, на 0230766777, дали имаме гледач, добар ден. Дали се слушаме? Ета фонија. Имаше пред мен еден, дали сум јас? Сега сте вие, повелете, еве што сметате? Благодарам. Па вак, јас ќе го кажа своето размислување. Ми се чини дека, значи, фактички нашите политичари не заслужуваат под број 1 да бидат политичари. Зошто? И нема потреба да гласаат, нема потреба, затоа што тоа ќе го купат со пари, значи, и ќе бидат она што сакаат да бидат. Меѓутоа, за мене, за да биде политичар некој, значи, за да ве води државата, да има, значи, интегритет, да сите ние го почитуваме и сакаме, под број 1 да биде богат, да не зема личен доход, личниот доход да оди за добротворни сврхи, како што беше Анđушев и Заев, кои не примаа личен доход, тоа се политичари за мене, кои што ја сакаат државата, работат за државата и не се зависни од личниот доход. И тогаш тие политичари не може да бидат подкупливи и не може тие да, значи, да би мислат лошо на државата. Нас
Такви ни треба. Америка не се глупави што кога бираат сенатори и слично, значи бираат кој што е богат, кој не е зависен од државата. Државата е зависа од него. Значи, А да ни одговорите и на анкетата сакаме. Така, Ќе кој ви политичар одговорам според и на вас нема да анкетата. положи? Само со име да Така, молам. ти вика, сите тие политичари што се во парламентот не заслужуваат, но ќе го издвојам меѓу сите тие еден Мицевски или како се вика, што е под пароли, што ли е на ВМРО ДПМН, тој апсолутно, значи, е со најнегативен, значи, најнегативен. Тајмерот е 90 секунди, внимавајте на него, а вам ви велиме благодарам што се вклучивте. Да видиме. Така, сега има наш нарен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушава? Ало, Добар ден, Ало. вие сте во црвена линија. за политичарите. Ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. За политичарите, дали треба да полагаат Дали политичарите треба да полагаат никаков тест за да станат политичари? да, треба. Што треба да полагаат? Не може да заврши за лекар, а да биде политичар. Добро. Треба, дека треба. Ако не е завршил сосем друг факултет, а имаме политички деца завршени, дома седат, а они лекар или било што, отишол да биде пратеник. Добро. Добро, според вас што треба да поседува еден врвен политичар? Или па добар. Треба да биде добар спрема луѓето, да се однесува добро, кога ќе го избери народот, а не ќе го избери народот и после веќе не го познава. Добро, ајде на анкетата да ни одговорите. И вас да ја прашаме, кој политичар нема да положи според вас? Кој политичар нема да положи, нема да биде пратен. Ама кој? Да, само име ве молам. Едно. Било кој. Добро, било кој. Било кој. И тоа би било се. Да. тоа Благодарам. Добро, благодарам што се вклучивте во црвена линијата. Те слушавме, значи некој од гледачите вела дека треба да биде независен од државата, односно да е имотен и богат за да не е подкуплив, а другите вела да биде добар човек пред се и да не го заборава народот по избори. Добар ден. Така, добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Како сме? Одлично. Мило. Темава ви е на место. Значи, моето мислење ќе кажам да, треба да се полага, да има најмалце 4-то оделение, да има здравствена книжка, да знае да вози точак и да поседува оружје, дрога, марихуана, значи сите тие Да не наркотици. спомнуваме... Ова е малку саркастично, да не ги спомнуваме нели наркотиците, бидејќи сме емисија за мора така да биде, целата затоа што сите во моментот кај што треба да кај што одговараат за најбитните работи за една држава се испод минималното. Значи немаат школи, школите се купени, познавање на јазиците нула, познавање на политиката нула, што значи дека прво здравствената способност треба да се провери, затоа што се. А што ќе ни одговорите на анкетата? Така, кој политичар нема да положи според вас? Само едно име. Дали го имаме гледачот? Најверојатно Како да не се се исклучи. исклучи. Да, но како да е, одлично благодарам што ве има и што се вклучивте во црвена линија. Веднаш преминуваме на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Секако, златното правило, Златното. намалете го тонот на ТВ премникот, за да може јасно и убаво се слушнеме. Па пак ќе пробаме. Добар ден. Добро, одиме тогаш да видиме што се коментира на црвена линија Facebook. Токму така, покрај телефонски број 0230766777, очекуваме да коментирате за оваа тема, нормално и за нашето анкетно прашање на нашите социјални мрежи на Facebook, Twitter и Instagram. А сега идеме на Facebook со два коментари. Првиот е од Игор. Здраво!
Изгледа треба да се полага тест за политичар и тоа психолошки тест, бидејќи политиката и политичарите кај нас станаа вистински циркус. Поздрав до екипата на Црвена линија и одиме со вториот коментар од Ивана. Обавезно тест за политичар. После психолошки тест, сигурно поминаа на тестот само Антонио Милошовски. Еве вака коментираат на Facebook, продолжете тоа да го правите, а на 023076677, додека очекуваме вклучување на нов гледач, а ни вела дека има, тогаш не должам јас. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, што мислите, треба ли да полагаат тест? Видете, ова што е овдека што го читам, ова ви е одлично, однека ви е. Благодарам. Него уз ова, треба уште да си вадат лекарско верење кога ќе иде у парламент. И тоа треба да го вадат. Не само ова. Исто како за возачка што треба најнапред лекарска. Треба лекарска сепак. Да, лекарско верење кој на работа да иде. Штом иде таму у парламент, значи на работа иде, а без лекарско верење, зашто ги пуштат у... Така, друго што треба? Друго, у суд. Не у суд осудуван под истрага, ќе го пушти судија и тој треба да го направи, да се извади само документ. 5 дена е под истрага. Не му дава лекарско верење, она рече го уверењето за дека не е осудуван, а он е пола под истрага, пола ваму и ќе го пушти у парламент. Тоа не чини. Ви благодарам многу. Чекајте, одговорете ми анкетата. Според вас, кој сметате дека нема да го положи тестот? Кој политичар? Само име. Скоро, сега што гледам ова што се дешава, пола нема да го положат. Так, добро. Пола, да. А еден ако кажеме кој би бил? Молим? Едно име. Име моје? Да. Добро. Како и да е, благодарам што се вклучивте во Црвена линија и наредните 90 секунди ги отстапуваме за новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да. Одлично ве слушаме. Вие сте во Црвена линија. Во програмот сум, така? Да, Вие сте, секако. да. Повелете. Па вака, политичарите за да го положат тестот, треба прво да ги вратиме пак да видат каде се работи во фабрики, по ниви, по сточарство, по рударство, да видат како се вади На негот. пракса да ги пратиме, добро? Да видат, да ги подсетиме. Зашто тие браќа сестри што работат, за да се уверат дека тие виделе. И после да не викат дека не видовме, не чувме. И да стават само парите на книжка и ги узело бројката во глава, буквите ги изгубиле. Нема ни бате, нема ни тате, нема ни Трајко, нема ни Асан, нема ни никој. Значи, само цифрите во главата и готово. И тука имаме тој е проблемот цел. Само пари, пари, пари. Таа песната за Евровизија што беше пари, 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 тој од се одрази сега по глава. Значи, ќе му дадеш некому, една српска поговорка вели, ќе му дадеш на просекот, вика колбасче, и он вика криво е. Значи, и ние сме такви сега станати. Ќе му дадат и пари, и тој се криво ќе прави. И така и вие Според вас, кој нема да го положи тестот? Криво правите, зашто кога реков за мобилно биро не сакате да поденете никако. Мобилно биро ќе го натерам да дојде да работи, а не вака да седиш таму и да се смееш во очи, да ми се смееш на мене. Мобилно биро, запомнете. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Не заборавајте, со тоа што ве вклучуваме во Црвена линија, денес сакаме многу некаде конкретно излагањето да ни го дадете и одговорот на нашето анкетно прашање. Значи, ве прашуваме дали не покрај тоа што само дали треба да се полага тест, меѓу другото ве прашуваме кој нема да го положи тестот за политичар. Така, сега го слушаме нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Се јавувам од Битола. Голем поздрав до Голем Битола. поздрав до Битолче. Па прво да одговорам на прашањето, кој нема да заслужи да биде политичар? Нема да положи. Нема да положи. Па спрема културата, председателот на собранието Добро. нема да положи, затоа што нема основна култура. А во По однос моје на мислење. темата, што ќе кажете?
Во однос на темата ќе кажам дека на времето постоеше факултет за политички науки. Добро, ве слушаме. А колку што знам дека нема ни еден политичар во Македонија што има завршено политички науки. Добро, Добро, продолжете. продолжете. Што треба да полагаат? И од Кои двете испити партии треба се да ги однесува полагаат? то и на двете и на трите партии водечки заедно со други мислам. Во поглед на гледачот што се јави дека Заев и таму Анđушев не земале плата, немам информација дали земале или не земале плата, но како што пишува повесниците, Пендер и ова она, никој политичар не се јавил или го оцрнувале да тужи некого за клевета. А тоа сметам дека не е во ред. Благодарам многу од Црвена линија што се вклучивте во оваа дискусија. А да видиме што се коментира и кај нас на Facebook, поточно во инбокс. Така, имаме во инбокс порака од Драгче, која гласи едноставно нејзино мислење, која гласи: Мицковски нема да положи, татко му ќе полага за него. Ова малце хумористично. Добро. А да видиме што ќе каже нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Според вас треба ли да полагаат тест политичарите? Според мене, Да. па вака прво пред да полагаат под наводници пред да влезат во колата на некој начин, нели? Така, би требало да се види школската спрема што ја имат претходно. Добро. Неминовно би требало тест за интелигенција, дефинитивно, IQ тест. да. И да биде лимитиран, да не биде низ прсти прогледувано, нели? А не знам дали 50% од нив имат и возачка дозвола на некој начин. Мислам, дали положили од прв пат или пак, не знам, 10 пат и така натаму. А второто прашање кое би беше? Кој политичар нема да го положи тој предмет, односно тој испит? Да, вака, значи, многу подобро Само едно име ве молам. прашање да биде, не. Кој политичар ќе го положи? Тие се многу малку на број. Може на прсти да Така, може и тоа го поставиме. Кој Може и политичар ќе го Може би положи? подобро е така, отколку со тоа се кажат, нели? Иначе треба многу да се набројува. Нема крај. Нема крај, на некој начин. Наку што треба да Со поседува чест- според со вас чест на врвен искусоци, политичар? На вистина кои што заслужуваат да ја водат оваа држава. Така. Така, ви благодарам многу што се јавте. Благодарам што ги искористивте вашите 90 секунди и секако одговорете и што посакувате, како според вас треба да изгледа еден политичар, што треба да поседува како личност. Добар ден. Поздрав за телевизија, само. Политичар треба да ги исполни тоа што ги ветува, треба да го исполни. Да ги исполни обавезно. Да ги реализира и програми и ветување се, а не да се крие како и да залажува. Нема човечко, значи, нема ни школа, ни образование, ни пракса, ни теорија. Сите министри се без солпетни. Не се тие, ни Оливер не е завршил, ни Општа народна одбрана. Нема ни у полиција еден ден работено. Шикрина нема наредна одбрана завршено, војска министар. Сите, Царовска нема ништо пракса, ништо, ни теорија, ни пракса. Сите кои откор, видео се собитување, само се алчни за пари, криминали, задолжување, тоа. Тоа не е важно, народот не е важно. Нема сами чувство човечко. Народот страда, без работа, цени качуваат, покупуваат, немат ништо. Тоа е за светска криза, ВМРО имаше платни, пензии, немаше покачување, ништо. А според Ништо вас немаше себе кој не би го положил тестот? Па ова е сите, од премиер до министр до село, целосно ова влада не е способна. Немат ни чувство, ни човечко. Немат ни положено, ни пракса, ни теорија. Само алчност, пари. А кој ќе положи, еве и тоа да ве прашаме во Само Македонија? Мицковски и неговиот тим од ВМРО да помна, што се докажа од 2006.
Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Така, сега пред да го приклучиме нашиот сленгляч, малце да свртиме кон Твитер, да прочитаме една објава од 2018 година, која е интересна, зашто да не прочитаме. Одиме. Мора да постои некако филтер за политичарна функција. Под 1, течно да говори англиски и барем уште еден странски јазик. Под 2, да има просечен IQ над 120. И под 3, да поседува способност за паметење по избори. Чисто се сомнам дека барем 3% од нашиве поседуваат барем еден од овие. Така, еве третата ставка е интересна, па ако вака се говореше на Твитер 2018, да слушаме како ќе говори следниот гледач сега. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова тема што се ставиле на екранот има издржано, затоа што не знам сега колку е познато во Македонија се полага лиценца. Во таа лиценца постојат многу предмети кои треба да ги поседува, било да е директор на школа, директор на институција и така натаму. Така и сега треба да се вметни во тој закон за избори и именувања на праченици, советници, треба да се стави полагање на лиценца. Во таа полагање на лиценца се полага уставно право, кривично право, управно право, се полага психологија, педагогија, социологија, се полага интелект. Пазете, ова не е тоа едноставно прашање. Затоа викам, лиценцата е таа кој што ќе го даде она големината на еден политичар кој треба да ги посетува како квалитет. Затоа денески ние кај нас ми се случува ова што ми се случува. Според вас кој политичар ќе го положи тестот? Ево ова сите предмети овие што ги набрав. Кој не може да го положи? Христијан Мицкоски не може да го положи никош во животот. А кој може да положи? А кој ќе го положи? Зоран Заев ќе го положи. Само името му. Добро, Зоран благодарам. Заев. Така, благодарам што се вклучивте и земавте учество во денешното издание на Црвена линија. Така, пред да го приклучиме нашиот сленгляч, морам да кажам дека еве има хумористичен квиз. Дали сте способни да бидете македонски политичар? И јас и Тина нормално го полагавме во испит. Решававме така, полагавме и на крај дојдовме до заклучок дека не сме положиле. Така да, еве, можете да побарате и да си решавате тест дали можеби вие ќе бидете успешен политичар. Така, а исто така и резултатите сега моментално ќе ви покажеме и дали јас и Тина сме способни да бидеме македонски политичари. Па ако може да видиме дали сте способни, вие ќе бидете ужасни во улогата на политичар. Така, јас и Тео на наше разочарување ќе бидеме ужасни, а зошто бидејќи ни велат искрени сте и внимателни да не ги повредите луѓето. Такви сме. Ето, тоа е малку хумор во однос на тоа кога народот решава те за политичари, а меѓу другото ќе кажеме дека оние кои што избрале кариера како политичар често пати поминале низ тежок и долг животен пат. Но, краток е патот до Црвена линија 0230766777. Добар ден на следниот гледач. Здраво. Добар ден. Здраво, Црвена линија. Па да ви кажам искрено, ја би вовел и тест за електоратот. Значи, за електоратот. Молам? Значи масовно тестирање за сите. Да, па знаеш, да се види кој како гласа, да се знае не за кого гласа, него како размишља за да гласа. Дали од интерес, дали од некои други побуди, важно и кој ја би вовел тестови, а инако што се однесува за овие наши политичари или идни политичари, факултетот не е мерило за мене, животното искуство е мерило, тоа со факултет е сега диплома може за 5000 евра да си добиеш и да бидеш магистар, доктор, све. Не е проблем за тоа. Иначе, значи како за иден политичар да му се провери со непристрасни комисии потекло на имот во моменталната ситуација и на нотар тоа да се завери и ако во идната ситуација се појават повеќе пари од оно што примал како плата, како парламентарец, на нотар заверено да биде дека ќе мора све тоа да го врати и да иде на 10 години у затвор да лежи. И да видите како политичар саглам ќе биде квалитет.
Иначе се однесе Кој ќе положи според вас од прва? Арсан Груби паѓа, Димитар Апасиев полага. Добро. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Така, сега се враќаме малце пак на Твитер за една објава од 2019, но смешно е, зашто не прочитаме. Ме плаши дека ако го остават без школа помалиот син, може да стане политичар. Ете, а оно што е важно дека ние имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушаме и еве, што треба да полага? Чим ме слушате? Јас многу пати кажувам дека ние слабо ме слушаме во телефоните вашето зборување, меѓутоа техниката малку ако поведе речи се оправи таа Да, работа. еве не сте пожалиле другите гледачи, ама пренесено е секако јавноста слуша. Ало. Да? Тука сте? Вака сега. Дали треба да полагаат? Па како не треба да полагаат? Бе, кај нас нема терк да се стане ни политичар, ни директор, ни пратеник, ни професор, ни кај нас е се да се стане член на партија, за да се стане владетел. Толку е кај нас. Затоа се распаѓа Македонија. Затоа некои се јавуваат па експерти по политика, експерти по право, експерти по географија, по историја, по се. Па толку милуваат да кажуваат наопаку. Толку сакаат да видат Македонија распадната, разделена, а мислат дека добро прават. А тие прават лошо. И на другите, не само на самите себе. Затоа, ако се воведе трк за да се стане политичар, треба да се знае дека треба тој трк, ако треба и со она полагање со на лажен тест, како се викаше тоа, тест за лаги. Да се види дали стварно лаже, дали карактерот му е лажлив, дали не е. Инаку тоа, ако не се воведе, Македонија за некоја година ќе... Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Инаку, добро што спомнавте, најдиректен пат до политичката кариера е сепак преку влегување во редовите на политичка партија. Тоа важи за сите политичари секаде во светот. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, добри луѓе. Добар ден. На телефон Миле Кересо Делчове, поздравувам. Ве поздравуваме ние. Вака, околу темата. Дали во Македонија треба да полага тест? Не е како полагање тест, тоа е толку 1000 евра. Але треба 4 години 5 школа да се учи политичка школа, како што си во Западот, Кина. Тука се положи. Јас ќе ги извадам, ќе земаме на кредит 1000 евра, јас ќе положим политичар. Другото беше дали ќе положи некој, дали може или не може да положи некој. Да. Нема врска, така трмете, така ќе оди, се знае како се движат работите, големи сили инсистира да го окупира Балканот. Сега тоа е крајната цел за Украина, за да се пелат, за да може да ограбат. Тоа е крајната цел. Само ќе молим Господ да не пукне во Босна и Србија. Според вас, кој ќе го положи тестот? Вујчо од Америка. Вујчо од Америка. А каков политичар сакате да видите? Еве, што е она што според вас ги исполнува критериумите? Што треба да поседува? Немаме ние таков за пример. Немачки не се роди таков човек ќе поведе државата како Александар Вучич ќе поведе државата, бори со сите сили, да стане неутрален, да се защити интересите. Не се најде. Благодарам што најдовте време и се вклучивте во Црвена линија. А сега е време да го приклучиме нашиот сленгляч и него го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Ако може и погласно, добар ден. Сега вака од Каваре се јавувам ја. Голем поздрав. Ниједен политичар нема да го положи текстот. Еве зашто да кажам. Ние увезуваме храна, Македонија е аграрна земја. Она е Зекот Вагонија беше Гагачев тамо директор. И го онај Орто Камчев. И го судија година и пол. За таа империја, тоа се огромни пари таму само од субвенциите очи и пасе тие. Таа Лиле Стефанова се тресе кога го суде. Без имења ве молам. Молим? Без име презиме, Според само вас, следно. кој политичар ќе го положи тестот? Еве, едно име. Како? Кој политичар ќе го положи тестот од прва? Па не еден,
хвалеца немаше факултет и Тито немаше факултет, па Нобелова награда добие хвалеца и Масимо Далема да не изборувал бе. Неќе дрна и мера, треба да ова младина да се работе, а ниски откупни цени за тоа мајде не сакат да работат, а не кучкарници да ме прават и не раѓат деца жени. Тоа е трагедија за Македонија. Како не му е срам, уместо да гледат кокошки под ветри и Петров да му пее и че имаме крана, а не да организирано од Србија. Србија нема нема. Србија, Моровската сета изгледала во Крис, тоа е голем пазар. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија, одиме со реклами. Еве сме назад после кратките реклами и сега нормално е време да се вратиме на нашето анкетно прашање. Да го покажам за денеска, не гласеше со да, не, немаме крајни резултати, но можеме пак да го покажеме дали во Македонија треба да се полага тест за политичар, како и за водачка дозвола. И сега тука, како што ви кажав, кој политичар нема да положи, кликате кај type something и нас не одговарате. И сега кога вие и јавувачите што ни се јавија денеска, сите одговоривте и многу ни се допаѓа тоа. А сега мислам дека време пред да отидеме нашата тема за утре, прочитаме 1 до 2 твита. Одиме со првиот. Колку проценти од македонските политичари би поминале прелиминарен тест за познавање на англиски јазик кога би конкурирале во приватна странска компанија? И уште една објава. За сите политичари би вовела задолжителен тест за морални вредности и етика, психотест и англиски. Не испокрадоа. Ете, предлог испити за тест за политичар, а секако сега некаде на самиот крај ве подсетуваме, бидете подготвени, бидете со Црвена линија, бидејќи ќе имаме една исклучително актуелна тема. Јавноста е затресе веста дека се поприсутна е во нашата држава малолетничка бременост. Проблем за децата и родителите. Црвена линија ве прашува, каде затај општеството по ова прашање? Токму така, ние прашуваме само таму, ни нашата Инстаграм страница на Црвена линија ќе го поставиме нашето анкетно прашање кој гласи сексуална едукација од 5 оделение. Да или не? Се согласувате или не се согласувате? И секако не заборавајте telma.com.mk да бидете информирани и секако останете со програмата на Телма телевизија. Поздрав од нас двајцата. Чао, чао!